Ако има нешто да ми соопшти, јас сум секогаш отворен да го слушнам. Ова е одговорот на премиерот Христијан Мицкоски на барањето на председателот на СДСМ Венко Филипче за одржување лидерска средба, на која би се разговарало за состојбите во Кочани и истрагите што се водат. Според Мицкоски, ова е пресериозна тема и не е добро за тоа да се разговара преку медиуми. Тој може да го соопшти тој план и преку пресконференција, но доколку цени дека мене треба претходно да ме информира и запознае, јас сум секогаш тука на располагање. Сериозните теми бараат сериозен пристап, така што оставам на нив доколку тие ценат дека имаат навистина таков план кој што сакаат мене да ме запознават. Јас сум подготвен во термин во кој што тие мислат дека или тој мисли дека треба да бидам запознен, да го примам и да поразговараме на оваа тема. Вчера и министерот за здравство Арбен Тарабари од редовите на коалицијата вреди, коментирајќи го барањето на Филипче, рече дека сега не е момент за лидерска и дека тоа би било само губење време. Мислиме дека постојат институции кои што функционираат. Мислиме дека не е моментот и не знам што би правеле во тој состанок, во таа средба. Ние сме заинтересирани да се решат проблемите кои што ги имаме како институции, ви кажав. Неуморно работиме секојдневно, така да тоа би било само губење време. Воедно од СДСМ бараа и формирање анкетна комисија, додека од ДУИ пак бараа Европската комисија да испрати правни експерти за истрагата за трагедијата во Кочани. Мицкоски вели дека истрагата ја водат државниот обвинител Љупчо Коцевски, како и обвинителите Ислама Бази и Гаврил Бубевски, поставени од претходната власт на СДСМ и ДУИ, но дека повлекувањето за разрешување е привремено. Тоа што не продолживме во процесот за промена на обвинителите, тоа не значи дека сме заборавиле сето она кое што тие го правеа и од каде потекнуваат. Не е тоа трајно. Ја анализираме и будно ја следиме работата. Истите овие беа миленици на истите тие кои што сега СДСМ и ДУИ велат дека не се задоволни од истрагата што овие ја прават. Па јас би ги прашал, дали беа задоволни од истрагата за модуларната болница? Дали беа задоволни од истрагата за ласкарци? Во однос на иницијативата на СДСМ за заеднички кандидат со ВМРО-ДПМН за градоначалник на Кочани, откако Љупчо Папазов по трагедијата си поднесе оставка, Мицкоски рече дека тоа ќе предизвика дополнителна болка кај луѓето, бидејќи уште не се поминати ни 40 дена од големата несреќа во која загина 59 лица.